Премиерот Мицкоски порача дека дел од криминалците кои се занимавале со дрога веќе се зад решетки, но ќе има и други. Неколку фирми се под постојан надзор и не случајно најавил откривање и до 100 тони од овој вид дрога. Со носењето на спорниот правилник за добивање лиценца за одгледување канабис, Мицкоски вели, свесно почнал организираниот криминал. Оние битанги кои што се занимаваат со овие незаконити дејанија, најголемиот дел се во затвор позади решетки. Има уште некои кои што периодов кои што следи ќе се најдат таму, така што јас кажав во една моја изјава дека мораме да покажеме и докажеме дека работата со криминалот е неисплатлива професија и жестоко ќе биде санкционирана и тоа нема да има пардон додека јас ја предводам владата. Кога ќе дојдат некои други, потоа тие ќе си имаат своји автентични позиции. Знаете вие до пред само 4-5 години какви битанги, бараби и банди хараа по Скопје и низ Македонија, фала му на Бога, денеска тоа го нема, тие се онаму каде што се. Министерот за здравство најави ревизија на постојните правилници за добивање лиценца, али рече дека проверки ќе се прават со две различни комисии. Едната од здравство која веќе влегла во сите 43 фирми заедно со МВР, другата е меѓуресурската, каде ќе се именуваат нови членови од влада бидејќи од формирањето досега не поднеле ниту еден извештај. Ние барем во Министерството за здравство не најдовме ни еден извештај од работата на таа комисија, а таа не е една од клучните комисии за да не ни се случува тоа што ни се случува во моментот. Правилникот, значи има два пати, еден стар правилник, после уште еден правилник. Нашите експерти од Министерството заедно со двајца универзитетски професори ги анализираат, значи го анализираат правилникот со законските решенја и дозволете уште еднаш да напоменам дека базирано на тие експерти, на тој извештај ќе излеземе и ако има потреба ќе треба да се покрене постапка за правилниците ако има такви елементи. Опозицијската СДСМ обвини дека власта изнесува лаги за правилникот и законот за да го избегне прашањето како поминале 5 тони марихуана преку граница. Инаку за тој случај во Србија приведени се 4 лица, меѓу кои сопственикот на Алфа Фарм Груп, во чија фирма полицијата и овде заплени десетина тони марихуана. Од обвинителството и МВР нема детали од истрагата. Дали и колку лица се повикани на информативен разговор или се приведени во врска со заплената на 40 тони марихуана од фирмите во Скопје и Струмица. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.